Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип во интерес на заинтересираните граѓани од југоистокот, како што објави Канал Вис од следната година, воведува дисперзирани студии по англиски јазик и книжевност и италијански јазик и книжевност. Од ова високообразована установа во пресрет на стартот на дисперзираните студии во Струмица организира интензивни летни курсеви од 50 часа по англиски, италијански и германски, кои ќе се спроведат од 11 до 29 јуни во Средното општинско училиште Јане Сандански во Струмица. Иако курсевите се отворени за сите граѓани, оние посетители што ќе решат, одлучат и се запишат на дисперзираните студии по англиски и италијански во Струмица, износот што ќе го платат за курсот ќе им биде одбиен од износот за партиципација за прва година. Ова се прави со цел идните студенти по англиски и италијански во Струмица да имаат поголеми познавања од областа на соодветните странски јазици, како што потенцира од Институтот за јазици при Штипскиот универзитет. Кандидатите од југоистокот може да се пријават до 5 јуни за да ги дополнат своите знаења, но и да искористат бенефицијата за делумно ослободување од партиципација. Како што истакна неодамна Спасов за Канал Вис, освен дисперзирани од филолошкиот, ќе има и дисперзирани студии и од електротехничкиот факултет. Новина е тоа што од оваа година во наставниот центар во Струмица ќе имаме плюс уште 2 факултети. Значи од досегашните правен, економски, машински и земјоделски, од оваа година идните студенти можат да се запишат на филолошки и тоа на англиски јазик и книжевност, значи со 2 студиски програми, и италијански јазик и книжевност. Исто така може да се запишат и на електротехнички, односно на електрофакултетот. Наставниот центар во Струмица при Штипскиот универзитет функционира веќе 10 години и секоја година од истиот излегуваат дипломирани економисти, агрономи, машински инженери, правници, а за 4 години се очекуваат и првите дипломирани филолози и електроинженери.